Другарчиња, јас сум учителка Еми, воспитувач во детската градинка 13 ноември во Скопје. Денеска би сакала да ги поздравам моите другарчиња, пеперутки, од објектот парк од нашата најубава градинка. Исто така сакам да ве поздравам и вас, драги другарчиња, кои што ме следите. Сакам да ви кажам дека многу е важно здраво да се храните, посебно во овие денови кога сите седиме дома. Затоа специјално за вас сум напишала еден текст кој што можеби ќе ви се допадне. Јади здраво, ти си во право. Ова е куварот Мите и тој е еден од најдобрите кувари на целиот свет. Додека тој ја прави највкусната манџа со многу зеленчуци внатре, доаѓа Владе кој е љубител на чоколади, пици и што уште не. Владе љубопитно дзирка во тенџерето и го прашува куварот Мите што има денес на неговото специјално мени. А куварот Мите пак со задоволство му одговара: Владе, денес готвам една здрава и вкусна манџа. Мислам дека ќе ти се допадне и тебе. А Владе пак намрштено му вели: Не, благодарам, не. Јас не сакам здрава манџа. Да ви кажам, јас јадев многу вкусна и здрава храна. Една голема пица од пицеријата на тетка Мица. А на неа саламчето се смее, кашкавалот жолт како сонцето грее, а кетчап еден тон, мајонез колку за еден слон. Потоа во сладкарница си појдов и со еклери дома си дојдов. Еден за мама, еден за тато и еден за бато. А јас пак 3 си каснав и чинам веднаш си пораснав. Куварот Мите зачудено го погледна и му рече: Што зборуваш, Владе? Зорем сето тоа го собра во твојот стомак гладен? Освен тоа, таа храна е штетна за нашите тела и многу е да се изеде цела. За да бидеш здрав, треба здраво да се храниш, зеленчук и овошје во устата да ставиш. Тогаш куварот Мите на сцена ги повика сите зеленчуци здрави, а на Владе театарска представа му направи. На сцена ги повикувам пеперката Ајварка, доматот Кечапко, брокулата Сезнајка, кромидот Плачковски и компирот Земјенко. Слушај, Владе, што велат тие. А слушајте и вие, драги другарчиња. Ова е пиперката Ајварка. Добар ден, деца. Добар ден, Владе. Јас сум пиперката Ајварка. Не е важно дали сум црвена, зелена или оган лута. Јас сум здрава и имам добра става. Куварот Мите и за глумец купивало, па тој продолжи со неговата представа. Ова е доматот Кечапко. Доматот Кечапко сум јас, да не чујам ни глас од вас. Од мене кетчап се прави, а некои ме ставаат и во салати здрави. А доматот Шери го обожава една мери. А ова е брокулата Сезнајка. Таа е зелена и е сестра на карфиолот Карфиоловски. 2-3 збора би му кажала на Владо. Владо, не јади чоколадо, касни си вкусна брокула и кажи им збогум на сите болештини. Ете така, Владе, сега да ти го представам и кромидот Плачковски. Кога сецкам кромид, плачам од среќа, зашто многу е важно кромидче и лукче во манџа да се стави. Имај секогаш навики здрави. И на крај, еден голем аплауз за компирот Земјенко. Чекај, нестрпливо извика Владо. Јас јадам компирче младо, ама пршен како помфрит, а и кетчап му ставам. Куварот Мите го прекина и му рече: Не, Владе, варениот компир е поздрав од пржениот.
Практикувај да јадеш повеќе варен компир. Тогаш на куварот Мите му текна дека неговата манџа е веќе готова. Деца, и драг мој Владе, манџата е веќе при крај, но за да се направи вкусна манџа, потребна е многу љубов, знај. Малку сол, малку црн пипер и лорберов лист, понекогаш и нане. А Владе добро дете ќе стане. Ке јаде зеленчук разен и стомакот нема да му биде празен. Понекогаш ред чоколадце да се касне, па и не е некоја грешка. Овош е колку сака нека јаде нашиот Владе. Така здравјето ќе го служи и овошјето добрина ќе му пружи. Сега повелете сите, манџата е готова. А утре со нов рецепт и специјалитет, само за вас, мои другарчиња. Куварот Мите се поздрави со Владе, а тој пак со бавни чекори се врати дома. Ете, другарчиња мои, тоа беше приказната за Владе и за куварот Мите. А вие, јадете си здраво и да знаете дека ќе бидете секогаш во право. Да видиме сега. На оваа слика е представено едно девојче, но со интересно фустанче. Всушност, незиното фустанче е пирамида на здравата храна. Разговарајте со мама и тато за неа. А додека разговарате, направете си вкусна зеленчукова или овошна салата. Од мене толку. Довидување во некоја наредна прилика.